Со власта на ВМРО заврши и времето на драконски казни за фирмите во Македонија, кажаа денес на пресконференција од Штипскиот огранок на СДСМ. Според нив, во моментов се спроведувала праведна казнена политика и имало соработка меѓу институциите и граѓаните. Во 2012 година, во екот на пустошењето на ВМРО ДПМН, само од регионалната дирекција на УЈП во Штип беа изречени 207 глоби за правни и физички лица со вкупен износ од 506.250 евра. Од друга страна, во 2018 година, првата целосна година од владењето на СДСМ, од регионалната дирекција на УЈП во Штип беа изречени само 12 глоби за правни и физички лица во вкупен износ од 22.875 евра. Во нашиот регион износот на глоби е намален за неверојатни 95%. Партнерскиот однос помеѓу институциите и граѓаните дава подобри резултати. Граѓаните се чувствуваат ослободени, а наплатата на данок е зголемена за 14% во однос на наплатата порано. Нова реагира од ВМРО ДПМН. Ракетарските политики кои тргнуваат од врвот на партијата и се слеваат на локално ниво, говорат дека ништо од кажаното на СДС не држи вода. Имено во изминатите години сме сведоци како СДС испумпува пари од бизнис секторот на нелегален начин наместо полнење на државниот буџет. СДС ја слабе економијата преку дополнително одоначување на даночните обврзници и селективна контрола на компаниите. СДС има несмасни даночни политики, кои наместо да се во полза на граѓаните и да се намали разликата меѓу богатите и сиромашните, креираа незадоволство кај граѓаните. СДС преку инструментите на власта влијае на економските текови, на нелојална конкуренција и создава привилегирани субјекти преку кои се развива селективен однос и се демотивираат останатите од бизнис секторот. Власта наместо да работи за народот, ние гледаме како нелегално изнесува милионски суми во торби, а за тоа никој нема сносена одговорност. Стои во реакцијата.